Добро, денес како што запозната јавноста, повикани сме под сомневање на злоупотреба на изборна кампања. Ни беа презентирани индициите за злоупотребата на изборна кампања 2016 година. Јасно ни е тоа што ни беше презентирано, усно од страна на обвинителот. Договорен е следниот чекор во среда, во 12 часот, да согласно постапката направиме увид во доказите, за да можеме да ја дадеме нашата одбрана. Како што знаете, овде сме да ја докажеме нашата невиност, воопшто почитувајќи ги институциите, во нормална законска процедура, да ја докажеме невиноста за која што се сомневаме како организатори на изборна кампања јас, едно вработено лице во администрацијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и правното лице Социјалдемократски сојуз на Македонија. Се работи секако за истрага, апсолутно не е јасно. За тоа што се работи не би коментирал, заради тоа што во ваков дел на постапката од адвокатот сум поучен дека не треба да разговараме за деталите, но како што знаете, Социјалдемократскиот сојуз има јавно објавен ревизорски извештај, ревизорскиот извештај заврши, ревизијата беше спроведена од Државниот завод за ревизија согласно законите и за кампања и за партијата СДСМ, апсолутно нема никакво сомневање во самиот извештај. Мислам дека може многу што да научи општеството од начин на водење на кампања и организирање согласно законот, како опозициона партија која што може да биде одличен пример за почитување на законите во делот на финансирање, организирање и спроведување на кампањата. Апсолутно индициите кои што ги имат се доволен основ да бидеме повикани за да ги дадеме сите наши докази и верувам дека тука ќе заврши целата постапка. Заев, ова е истрага, предистражна постапка, меѓутоа веќе има една кривична пријава против вас. Како го коментирате тоа? Во улога на градоначалник, нели вие поднесена кривичната пријава, има постапка која се води во судот. Тоа беше јавно објавено, ние не можеме до денеска да знаеме дали е тоа против мене или против некој друг висок функционер. За случајот подкуп, како го коментирате тоа, нели, дека обвинителството за организиран криминал веќе ви поднесе една кривична пријава, се води кривична постапка против вас, ова е втор случај. Коментарите се јавно познати и тоа многу често преку коментари на анализи и заклучоци на одредени медиуми, новинари, некој од еден аспект, некој од друг аспект. Еве мојот коментар кој е. Секогаш специјалното јавно обвинителство ќе отвори некоја предистражна и истражна постапка или обвинителен акт, Зоран Заев е таргетот на државното јавно обвинителство. Оваа моја Македонија во последните години пред се од 2008 година наваму сите инструменти и механизми ги има употребено против мене. Но истовремено, сакајќи да направи одредено злосторство веројатно, ја исправи правдата толку транспарентно пред јавноста да ја вгради толку убаво надежта за враќањето на правната држава во Република Македонија. Јас сум радосен што сум еден од чинителите кои што дават сериозен придонес во враќањето на правната држава во Македонија. Исправен сум секогаш пред институциите. Знаете дека доцнев и на преговори во пржина заради овие судски постапки, истражни постапки, предистражни постапки. Еве завршуваат една по една и со пресуди каде што сите сомневања се отфрлаат. Јас сум убеден дека се што во мојот живот сум работел е согласно закон, а поради веројатниот реваншизам од страна на власта, која што е загрозена од досегашната опозиција, која што ќе биде власт во наредниот период кој што доаѓа, го предизвика целото општество пред се правниот систем да го доведеме во функција на негово враќање во нормална држава, во која што значи и враќање на правната држава како основен постулат на уставниот темел на Република Македонија. И вие поднесовте кривична пријава за истиот случај подкуп, до каде е постапката? Постапката немаме информации дали продолжува, во каква фаза е, дали е во предистражна постапка, дали се отворило истрага или слично. Очекуваме да добиеме информации. Знаете дека поминаа можеби, ако не и година дена од поднесувањето на нашата постапка, нема ништо отворено во делот на тој предмет и ниту сум известен како подносител на пријавата заради злоупотреба на службени функции на одредени овластени лица. Господин Заев, за реклами и пропаганда се пријавени далеку помалку пари од она што е реално потрошено. Со оглед на тоа дека сите телевизии имаат иста цена по секунда која се смеат да емитуваат, дали зошто пријавите помала сума на пари и сметате ли дека свесни се дека ова е еден вид на Коментарите кои што излегува во јавноста е за првиот дел од извештајот. Знаете дека политичките партии треба да поднесат дводелни извештаи. Конечниот извештај е прецизен до денар, до дени. Буквално со сето она што е закупен простор за реклами преку сите медиуми, национални, локални, регионални, и е платено
сето она кое што досега сме успеале да го платиме, освен она кое што значи финансирање од државата 15 денари по глас, ги чекаме тие 105.000 евра за да си ги подмириме и остатокот од 10 до 15% врските према медиумите. Некои медиуми се целосно исплатени согласно договорот, минутажата е јавно достапна до сите, до детали, она како што е договорено, искористено како простор, целосно е регулирано со договор, или е целосно платено, или ќе си го доплатиме во законскиот рок, кој што значи испраќање на парите од државата. Ние имаме 105.000 евра некаде од гласовите кои што ги добивме како коалиција, предводена со СДСМ, ќе си ги доплатиме своите обврски, но апсолутно е се 100% согласно закон.